Почитувани, се враќаме во студиото, отвораме нова тема, Агенција за остварување на правата на заедниците. Темата за денеска е јавен повик за проекти за финансиска поддршка за здруженија и фондација. Гостин Еран Куртиш од оваа агенција. Добро утро, добро дојдовте во нашето студио. Добро утро, ви благодарам на поканата. Поздрав до вас и до вашите гледачи. Да. Пред да преминеме на главната тема, тоа е јавниот повик за проекти за финансиска поддршка на здруженијата и фондациите, прво да ја представиме Агенцијата за остварување на правата на заедниците. Што представува таа и кои права може да се остварат преку неа? Агенцијата за остварување на правата на заедниците е формирана во 2008 година со Законот за остварување на правата на заедниците, кој се помалку од 20% на населението на Република Северна Македонија. Со работа почнува од 2009 година и се до ден денеска трае. Агенцијата за остварување на правата на заедниците за прв пат добива средства во буџетот во делот за поддршка на проекти за невладини организации во 2021 година. Тој повик беше првиот повик од формирањето на нашата агенција и тој повик беше објавен исто така при добивањето на мандатот од моја страна. Значи, едноставно се запиша во историјата на агенцијата како прв директор што објави повик за невладините организации кои работат за правата на заедниците кои се помалку од 20% на населението на Република Северна Македонија. Успешно ли функционира агенцијата според вас? Оценката. Малку ќе биде субјективно, меѓутоа ете, отворено прашање. Во последните неколку години агенцијата наша буквално се отвори за сите критички невладини организации. Значи ние функционираме со сите невладини организации од сите заедници. Кога се работа за проблематиката на помалобројните заедници, ние сме отворена како агенција и стоиме на располагање на буквално на сите. Значи нема никаква врска од која заедница доаѓаат, дали политички се на една страна или политички се на друга страна. Ние сме отворена, имавме и отворени денови во агенцијата кои траја 10 дена од 5 март до, односно од 22 февруари до 2 март. И тука заклучивме дека многу е важно овие отворените денови да продолжат уште неколку дена, барем дур трае огласот, доколку има некои невладини организации некакви прашања, да можат слободно да дојдат и да поразговарат со нашите колеги кои се професионалци во своите работи и работат повеќе од 10 години во оваа институција. Еран, тема за денешното гостување е јавниот повик за проекти за финансиска поддршка на здруженија и фондации. Може малку се повеќе за проектот? Да објасниме за каков тип на проект станува збор? Секако. Агенцијата за остварување на правата на заедниците во 2021 година за прв пат со амандман во Собранието на Република Северна Македонија доби средства од 2 милиони денари за поддршка на невладини организации кои работат во проблематиката на помалобројните заедници. Значи, невладината организација треба да е формирана и регистрирана во Централен регистар како невладина организација кои работат во сферата на човековите права и малцинските права. Тоа е најбитниот елемент за да учествува на овој јавен повик. Оваа година имаме поголем буџет, односно лани буџетот ни беше 2 милиони денари, оваа година ни е 3 милиони денари. Во поддршка за тоа што значи колкав максимален однос од овие 3 милиони, максимален износ што ќе може да го добие една невладина организација со проект може да аплицира до 300.000 денари буџет. Тоа е грант. Да, грант до 300.000 денари. Комисијата формирана од наши колеги од агенцијата и еден надворешен член ќе почнат со работа околу 20 март овај месец. Пошто огласот ни, односно повикот ни трае до 15 март, неколку дена чекаме со пошта кои ќе не бидат пратени во нашата институција, па од 20 почнува да се разгледува и да работи комисијата. Ние планираме од прилика до 20 април да ги потпишеме договорите
и средствата да им ги испратиме на невладините организации, па тие да почнат да ги реализираат своите проекти кои ќе ги аплицираат. Според јавниот повик, описот на програмата и видот на проектите кои ќе бидат поддржани се од областите на културата, од областите на образованието, потоа? Правичната застапеност во јавната администрација, употреба на мајчиниот јазик, исто така многу битна тема е и медиумите на заедниците. Во таа сфера ние поддржуваме проекти како публикации, како некаков вид на информативен материјал, кои се многу важни и во изминатите 2 години имавме околу 5 проекти кои ги поддржавме од различни заедници за публикации и јавни и други информативни средства кои значат за одредена заедница. Добро, сега финансирате проекти, Да. финансирате проекти, има проекти, меѓутоа каков е фидбекот, каков е резултатот од она што се прави, што се подготвува? Задоволни ли сте од она што го спроведуваат, затоа што на хартија е едно, меѓутоа во реалноста задоволни ли сте од она што се спроведува? Кај нас во законот е јасно прецизирано кој се може да аплицира, како ќе тера целата постапка на разгледувањето на проектите, како ќе тера после тоа поднесувањето на извештаите и затоа сме и срекни што го имаме законот во тој дел многу јасен и чист и тука нема место за шпекулации дека средствата се потрошени како што треба. Ние во изминатите 2 години вкупно поддржавме 25 проекти од средства на нашиот буџет. Од 25 проекти, 24 беа 100% реализирани, од кои едниот проект не беше реализиран и средствата беа повторно вратени во буџетот на нашата држава. И тука ние имаме, после доделувањето на средствата, ние имаме професионален тим од нашите колеги кои секојдневно ги следат проектите, до која фаза се реализирани, како оде цела постапка и барем еден колега во сите завршни активности на сите поддржани проекти учествуваат во нивните завршни настани. Добро, со оглед на тоа дека станува збор за грантови, тоа се неповратни средства, до колка временски период се разгледуваат, се проверуваат оние кои што ги земале грантовите во успешноста? Дали е тоа само по давање на средствата извресен временски период, затоа што тогаш веројатно и најлесно се работи, потоа доаѓа потешкиот период? Да. Знаете, секогаш при реализација е најтешкиот период. Ние кога ги пишувавме нашите програми, тука е јасно наведено и временската рамка. Значи, кога вие кога ќе аплицирате за грант во нашата агенција, тука треба да наведете и временска рамка од кога до кога би траел проектот. И при завршувањето на проектот имате обврска, тоа е и дел од договорот што го потпишуваме со невладините организации. При завршување на проектот, вие сте должни во рок од 30 дена да доставите целосен извештај во агенцијата. Добро, ги споменавте медиумите, споменавте дека сте поддржале доста публикации до сега и тие имаат предност. Кои се другите кои што можете да ги издвоите проекти кои сте ги поддржале, за кои проекти некако полесно им се отвара вратата во добивање на грантови? Ние имаме еден табелар исто така што е дел од законот, кој што јасно е прецизирано кои се предностите на проектите и тие бодувања секогаш носат предности. Например, сега едноставно овдека можам да кажам вмрежувањето на невладините организации и да поднесат заеднички проект неколку невладини организации. Здружени. Да, здружени. Кај нас ги викаме вмрежување. Добро. И тие кога ќе настапат тие на проект заеднички, тогаш предноста би била поголема. Односно за тој дел бодувањето, мислам дека, ако не се лажам, 20 поени носи од старт.
дека две невладини здруженија од различни заедници се здружиле и ќе придонесат со заеднички проект за нашето општество и тоа би било еден голем плюс за нив. Кои се посебните програмски услови, односно критериуми кои што треба здруженијата да ги исполнат за да добијат еден ваков грант? Како што спомнав и пред малку, најголем услов е здруженијето да биде регистриран во централен регистар како здружение кој работа во сферата на човековите права и малцинските права. Друго, треба да биде активна минимум 2 години. При поднесувањето на проектот, здруженијето поднесува и активности кои ги работел во изминатите 2 години. Во изминатиот период, И овдека сме ние многу среќни, точно во законот е прецизно наведено за да нема некакви злоупотреби, нови формирани здруженија да стигнат до проекти. Значи, здруженијето доколку нема 2 години искуство во сферата на овие програми, не може да аплицира кај нас како таква. Најважно од се, предпоставам дека е квалитетот на проектот, односно оценувате колку тој ќе влијае врз она што треба да се оствари. Секако дека квалитетот е најбитната работа и нашите колеги тоа го имаат во предвид при секој проект. Да, и поставено е како услов во програмата. Секако дека. Со големи букви напомена дека пријавите кои што нема да имаат потполна документација воопшто и нема да се разгледуваат, значи нема втора шанса ако ништо заборавиле од документ да го достават, но воедно еви за се она што зборувавме, сите документи кои што се потребни на вашата веб страна се објавени 3 пати дуглове aopz.gov.mk. Може ли уште еднаш да споменеме со оглед дека е во тек јавниот повик, до кога ќе трае? Повикот ќе трае и начинот на аплицирање. Постапката, да. Повикот ќе трае до 15 март. Сите заинтересирани невладини организации и граѓански здруженија кои работат во сферата на правата на заедниците кои се помалку од 20% во Република Северна Македонија можат да аплицираат дали преку пошта, дали физички преку самите да ги достават до агенцијата нивните проекти. Ние ќе одвоиме уште неколку дена за тие што ќе ги испратат на 15 март преку пошта за да стигнат во нашата агенција. Мислам дека околу 5 дена ќе бидат доволни и после тоа ќе почне комисијата да ги разгледува, односно да работат со проектите. Како и во секоја сфера на државното работење, државните институции предпоставам дека имаат некакво рангирање интерно свое внатрешно на тоа кој проект бил најуспешен, кој бил најнеуспешен, сега оние вторите нема да ги споменуваме. Меѓутоа, може ли да одвоите некои проекти што вака сте горди дека ги имате изреализирано во периодот додека постои ова агенција ваша? Да. Например, има неколку проекти кои се одвојуваат од другите. Имаме еден проект кој беше поддржан од ромска невладина организација кој што има влијателни личности во светот кои припаѓаат на таа заедница. И тој проект беше многу добар. Исто така имавме еден проект, мислам дека мултикултурна невладина организација беше од повеќе етнички заедници. Тука има снимено кратки филмови сцени како културата придонесува на комшијата фактички. И имавме од 5 заедници кратки филмови како живеат турската заедница, како живеат српската заедница, како живеат ромската, како влашката, како бошначката и така натаму. Тие проекти мислам дека оставија многу добар печаток и се надевам дека ќе имаме и ова година квалитетни проекти и ќе успееме да поддржиме минимум 10, а се надевам дека и повеќе. Да, па најважно е да стигне до јавноста, нели? Она што е потребно, да. Исто така сакам да ви се заблагодарам уште еднаш на вас за поканата и што ми овозможивте да бидам дел од оваа утринска емисија. Секогаш македонска телевизија затоа постои. Се разбира, да, точно затоа постои. Сакаме во следното издание да ве видиме со некој успешен проект заедно и оние кои што се чинители да подраскажат малку во спроведувањето колку им помогнала заедницата и колку им одмогнала, какви сме во спроведувањето потоа. Да. Ви благодариме за гостувањето. Ви благодарам јас.